Глава 6. Гледајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето само за да бидете забележани. Инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. И така, кога даваш милостина, не разгласувај, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти, кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна. И тогаш твојот небесен Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. И кога се молиш, не биди како лицемерите кои сакаат да стојат по синагогите и крстопатите за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам, тие веќе си ја добиле својата награда. Но ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец, кој е во тајност, и тој, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Кога се молите, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многубројни спорови ќе бидат услишени. Вие пак немојте да бидете како нив, зашто вашиот Отец Небесен знае од што имате потреба уште пред да го помолите. Туку молете се вака: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи не во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови. Амин. Бидејќи, ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Кога постите, не бидете жалостни како лицемерите, зашто тие си ги прават лицата нажалени за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам дека тие веќе ја добиле својата награда. А ти, кога постиш, помажи ја главата своја и изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот Отец, кој е во тајност, и твојот Отец, кој гледа во тајност, ќе те награди. Не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Но собирајте си богатства на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зашто, каде што ти е богатството, таму ќе ти биде и срцето. Светилка за телото е окото. И така, ако твоето око биде здраво и целото твое тело ќе биде светло. Ако пак твоето око биде болно, целото тело ќе ти биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Никој не може да им слугува на двајца господари, зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на Мамон. Затоа ви велам, немојте да се грижите за вашата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото, во што ќе се облечете. Зар не чини вашата душа повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небески. Тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбар собираат, но вашиот небесен Отец ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив?
A кој од вас, грижејки се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт? Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат. Не се трудат, ниту предат. Но ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Па, ако полската трева, што денеска ја има, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, а колку повеќе ќе стори за вас, маловерни. Па затоа, не грижете се и не говорете што да јадеме, или што да пиеме, или во што да се облечеме. Зашто сето тоа го бараат незнабожците. А вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но, барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придодаде. И затоа, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доволна е неговата неволја.